Добар ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. Денеска православните христијани се поздравуваат со поздравот Христос воскресе, навистина воскресе. Нека е за многу години да си го дочекаме радосно и наредната година уште повесели, така се вели. Поздрав до сите вас, каде и да не гледате и од кое место да не гледате и како што е љубам да кажам јас на било кој меридијан во светот и во кој и да е време, но време е кога ние ќе ви приуштиме денеска на вистина убави 30 минути забавно кулинарско шоу во кој што ќе ви биде на вистина интересно. Останете заедно со нас за да го гледате до крај, да не ви биде на самиот почеток се кажано. Да си ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак и да погледнеме дел од нивните производи кои што ги гледаме на нашата витрина. Значи гледаме дел од производите кои што ги имаме на нашите рафтови. Реков, тоа е еден мал минијатурен дел од оние производи кои што ги има во големите маркети. Сите вие кои што пазарите, точно знаете дека маркетите на Стокомак се навистина полни со многу артикли, со многу производи кои што се потребни за домаќинството. Да погледнеме и да покажеме, односно да ве повикаме да бидете купувачи на производите Македонка. Македонка значат производите кои што се од македонско потекло. Значи на рафтовите во Стокомак ќе погледнете производи Македонка со црвени налепници, значи тоа се производи од домашни производители. Да си ги поздравиме и нашите домашни производители за да ни произведуваат и во иднина и да бидеме богати на нашите трпези, значи да се радуваме на производството. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од продавницата МОС, која што се наоѓа во Скопје, на Пластичарската улица до самиот мост, еден убав, да кажеме, убава продавница или мини, како би се рекло тоа, трговски центар во кој што можете да погледнете производи за вашето домаќинство. Освен апаратите за домаќинство, можете да си купите и други производи, како што се, например, оние убави чини, убави тенџериња, тавчиња, убави лустери, убави производи за украсување, теписи, теписони и се за вашата градина. Значи, одидете, посетете ја продавницата, паркингот ви е бесплатен, можете да си пазарувате и да разгледувате колку и да ви е вам потребно време. Поздрав до нашите пријатели од МОС, тие доделуваат и награда ваучер на нашите гости кои што ни се овде во студиото. Па денеска јас имам едно изненадување можеби за вас, но многумина од вас си го познаваат. Тоа е едно младо момче, но многу богато со многу знаење во однос на нашата традиција, во однос на она што се вели носи, кои носи се носат, кои носи од кое место доаѓаат, убавината на македонската носија, од повеќе подрачја, собираче на македонските носи и традиции. Ке кажеме малку повеќе во текот на разговорот и што се тој може да направи, но денеска ќе ни подготви една убава тегната пита. Нашиот Кристијан Митровски си го поканувам, веќе подготвен со престилка. Добре ми дојде. Најдов, здраве живи. И ти исто така. Христос воскресе. Навистина воскресе. Сите гледачи само убавени нека ни дава. Нека ни дава Господ на сите. Повели од оваа страна престилката на тебе, затоа што ти веќе месеше тесто, но заради тоа што треба да отстои за да потоа го тегнеш, сега ќе им презентираш на нашите гледачи како ти тоа умешно го месиш. Љубител си, сакаш да месиш, да подготвуваш храна? Така е, да. Љубител сум, кулинарството го сакам уште од најмала возраст. Научив од мојата баба да тегнам, да сукам, да правам традиционални јадења, автентични за нашиот крај, за нашето поднебје. Јас сум од Скопскиот регион, доаѓам од целото Сопиште. Сопиште, да го поздравиме сите во Сопиште што не следат. Поздрав до целата општина и до целата наша држава. Так. Како рече тетка Дракче, многу се радувам што баш у твојата емисија ќе бидам, затоа што готвењето ми е омилено. Ајде, повели. Значи, додадовме брашно и солца. Додаваме 1 килограм брашно. Прстоват сол по потреба. Значи ставаме сол во брашното. Потоа додаваме и шекерот е тука. Повели.
Така, значи умееш да месиш и лепчиња и погачи. Така е. Еве и пита, која што рече денеска, јас и ти се договаравме да сукаме, но рековме ајде рече тегната ќе правам, следниот пат тетка Драгче ќе сукаме. Така е. Добро, ајде ќе сукаме заедно. Во ова тесто можеме да се стави и квасец, Така. но по-старата варијанта и по-лесната е без квасец. Без со квасец. ладна вода се меси Така. и се отстојува во масло тестото, потоа се тегне Така. на чаршавче. На чаршавче ние тука додадовме веќе на нашата масичка за тебе да ти биде полесно. Така. Односно ти си ги додаде, сам ги местеш пред да Додаваме и малку започнеме. вода по потреба Добро. и почнуваме Да меси. полека да месиме. Ете така. Мерак ти е ова тестото, омилената работа за Да, тебе. да. Ајде сега додека месиш јас да прашам за носиите. Бидејќи твојата баба изработувала носии и знаела и да ги навезе и тантели да сплете и сите тие работи, тебе тоа многу те интересираше и одлучи да собираш и да бидеш народен собирач на народни носии. Само од нашиот регион, Скопскиот или од поширок? Од цела етничка Македонија собирам носи, но покрај носиите, нели јас сум традицијски играч и пејач. Да, игроорец. Тоа ми е струката, но како што напоменавте и се занимавам со носиите. Покрај тоа што додека ги собирам носиите на терен, истражувам и народни преданија, песни, така, си запишуваш. Така, ете рецепти некои традиционални кои биле автентични за нашиот крај. Убаво е сето тоа, потоа ти доаѓа идеја и за кореографија, нели, на некоја оро, така си велиш, ајде да промениме нешто. Да, сето тоа се поставува на сцена, кога ќе се истражи на терен, да го доловиме сето она кое нашите предци го изведувале некогаш на сред селата, на гумната, за на некој празници вакавско како место, што е, така, нели? И сето тоа од тие теренски материјали се сублимира и на еден начин се повставува на сцена сето тоа. Сето тоа да изгледа навистина убаво. Да. И навистина убави фотографии следуваат додека ти месиш, но потоа ние подоцна, ако имаме време, ќе ги коментираме, но гледачите ќе имаат можности и таа убавена да ја видат на малите екрани. Сега бидејќи за играњето и за пењето си прв, а јас многу сакам, кога ќе го отворам твојот Facebook профил, ти постојано си имаш снимано пеење. Пеење и тоа убави македонски стари песни. Така си. Која ти е најумилена така да си запееш сега додека ја и ти си овде правиме емисија? Има ли некоја што ти е мерак, што ти лежи на душа? Па мене сите песни ми се убави, сите песни ги пеам. Како што кажав, најмногу сакам кога ќе отидам на терен и кога и моите информатори ќе ми испеат некоја песна која ти ја научиле од нивните предци. Така. Јас потоа да ја испеам и да ја презентирам пред јавноста. И сега, која е таа песна што ќе ми запееш малку? Ќе ви запам една песна што е карактеристична за нашиот крај. И во таа песна можеме да забележиме една автентичност во нашето пеење, во една поинаков начин на пеење. Поинаков начин на изведба, традиционален начин на изведба кој денеска се поретко, за жал, младите го слушаат и се поретко го гледаме на телевизиите. Како документарна емисија, но ваква треба да се памети, како се вели, да се подновува. Така е. Добро. Ајде да слушнам која песна ќе ја пееш. Тргнала Рада на Бунарџана, песна која е од мојот крај. Ајде. Тргнала Рада на Бунарџана, бунарска вода да вади, Джана мем бело платно да бели. Оздола иде млад јунак Джанам, на бунар коње да пои, Джана мем бело лице да мие. Јавајќе коње до бунар
джанам, на рада платно изгазил джанам, голем ми зулум направил. Бирден се рада на љути джанам, лоша си дума продума, джанам тешко си јунака проколена. Зошто и го сгазил платното, Така, нели? и било даровно платно. Многу ова убава песна, цела приказна е. Македонските песни се такви, приказна во пеењето. Тестото е готово, можеме да го покажеме. Можеш ти да си ги измиеш рацете, а јас да го покажам тестото кое што ни го подготви Кристијан за питата која што сега ќе ја тегне, но од веќе подготвеното тесто кое што веќе ни отстојува во масло. Или како што тој вели, треба да плива во масло. И тоа ќе ви го покажам, значи како ние се подготвени. Ете вака во масло, кои што треба да бидат готови за тегнење. Пливаат веќе, пијат масло. Ете така. Тие се тие и убава песна која ми остави веднаш во душата убавите зборови кои што ги има и твојот убав мелодичен глас, Кристијан. Преубав глас. Фала ви најмногу. Да подразмислиш и да си снимаш собствена продукција, собствени песни, да биде сето тоа навистина за паметење, бидејќи те бидува, гласот ти звони. И тоа велиме без никакви примеси. Ова тесто ќе го повлечам за втората пита која ќе правиш погаснење на камерите. Овде нека си отстојува. А ова сега ќе биде тегнато, така како што рече ти, на чаршавчиња. Епа и сукањето ти оди. И тегнењето ти оди. И кога си дома сам, што си велиш, ајде сега ќе направам една пита за сите. Така ли? Така. Добро е намастена, добро се тегне. Супер. Добро се тегне, добро. Дали јас да ти го помастам прекчето? Може. Може нели да ти помогнам. Сиренцето е издробено. Она како фил што го подготвуваме. Ете така. Камера клиска пита ќе виде ова. Машка. Од тебе. Машка пита, па бурек мајсторите се мажи. Тие умеат. Јас ја вклучи фрерната за да биде топла. На 200 на 250 степени. Така е поставена, така. Добро, еве. Нели постарски ги печеле на вршник и Па под вршник тоа можело да биде и над 300, ама знаат да го регулираат. Тоа се проба со, дали си забележал како се проба? Со стара крпа. така. Се става на вршникот и доколку испарува силно, вршникот е подготвен и треба да се пече. И јас тоа од баба ми сум го навикнала. Браво. Корите ти се убави. Леле, после веднаш ке имам јас тука конкурентки за невести, ама млад си, сепак многу млад, 17 години, ке треба да чекаат тие од конкуренцијата. Сега, ова младо момче ше убаво пее и игра и убаво меси, готви, вакво ми треба за дома. Ајде сега да се пофалиме за твоето отварање. Јас честитам и јавно, ти честитав и на твојот профил за новото културно-уметничко друштво или ансамбл, што ќе биде? Културен ансамбл. Културен ансамбл. И ајде, кажи ни повеќе за тоа и твојата идеја, зошто дојде до таа идеја? Така, сето ова што го зборуваме на почетокот, сето беше планирано токму целото истражување, сите собрани материјали, облековни, како и облековната и духовната култура на нашата земја. Сето тоа да се пренесе на младите Так. преку некаков ансамбл, пред некакво здружение. Дојдов до идеја до пред 4 години. Така бев да го завршам крај на основното образование. Да, основам. Так.
да основам Да. фолклорен ансамбл. Веќе имаш членови, веќе видов луѓе, на отварањето имаше многу сме луѓе. активни, правиме активни проби, иако е скоро отворено. Играте. Многу играте. Еве гледам со љубов сите тоа го правите. Навистина убаво. Ако нека ви се множат и успесите и годините, како се вели да ова културно друштво биде веќе и прочуено. Символ, да. Фолклорен ансамбл Свети Јаники Ракотински, кој се наоѓа во Домот на култура, новоизграден, Така, во општина Сопиште. кај вас. Кај нас, да, и еден апел до сите да се зачленат во тој ансамбл. Ма јас видов таму ти доби некоја плакета, некоја благодарница, па награда од градоначалникот. Што беше сето тоа? Да се пофалиме, не биди толку скромен. Да, Имаше, јако си млад. имаше Така. целовечерен мини концерт со презентација на нашиот патрон. Така. Само зејтинче. да ми Уште дадете ти некој. треба? Да. Презентација на нашиот Ти треба во сад со Да, лажичка? да. Добро. Свети Јаники Ракотински, кој е од нашиот крај и достојно се читаше неговото дело и нашата идеја која е понатака со Повели. ансамблот. Еве ти лажичка, еве ти и сад. Ќе доставиме доколку ти треба повеќе. Супер е. Така да поддршка од градоначалникот на нашата општина, од целото население, од моите соученици, за сето тоа да изгледа убаво, спремно, испеано, изиграно. Па гледам колку со љубов вие тоа го работите и ве има во голем број и убави носи и убаво се стокмено направено навистина убаво. Кажи ми, гледав дует, пееш, со кого пееш дует? Таму? Најчесто нашите дуети или труети знаеме да ги кажеме Да. со нашиот состав, триото Така. Фузина. Така, ајде да ми Голем кажеш. поздрав до Младен, Дарио, Дамејан, кои активно пееме. Убаво, на и убаво концерти звучите на заедно. некој Да. трогласно. Да. Одлично звучите. Одлично. Убаво ова изгледа. Браво. Браво, дете. Одлично. Ете, сега може. Рековме две мали чершавчиња, но ти еве умешно се снајде со тоа. Така Повели. си. Псијата, која пред тоа ни е намрсена. Оставаме. Колеги, учете. Еве, видите задача да научите како се тегне. Добро, благодарам. Подај ми ја. Сега сакаш да намастиш од озгора. Добро. Одлично. Сега одиме на следната. Колегата Маријан вели, тоа е само за неженетите. Да учеле како се тегне. А тие што биле женети не мораат. Жените ќе работат. Добро. Јас се разбирам, мислам, се си знам. Сега додека тегнеш, јас пак ќе те терам да пееш. Бидејќи убаво пееш, треба да се слушнеш. Имаш друга песна вака да ни запееш. Ти ги имаш многу, јас знам. Може да испееме уште нешто. И така и мојата баба додека работеше, Дома си работеше, си подпевнуваше, нели? Си подпевнуваше активно, иако порано да бидеш пејач не било професија да се занимаваш со тоа. Луѓето сите знаеле да пеат, сите Си пееле на жетва, си пееле на берење тутун, си бере... Песната била еден нераскинив момент, како и Так. орото, носијата од целото секојдневно живење, бидејќи Так. тоа им било еден код кој ги означувал, кој Па ги... точно. Како се вели, да се знае кој од каде е. Така. Препознатливоста.
Умешно си ја тегнеш. Да ти беше дома, знам, од двете страни ќе си вртеше и кората полесно ќе ти одеше, нели? Знам, ама сега тука така е, нели, овие наши услови се толку колку што се, но ти добро се снаоѓаш, тоа ме радува. Добро е. Одлично. Браво. Му врват рацете, сами лизгаат. Вечерај, анѓо, вечерај, лелепа, стани да си мори оди, ме па стани да си оди, ме и анѓо се, лото ние мори дале, ку селото ние далеку анѓопат, чето ние мори каме, но пачето ние каме, но и леленис, турско село мори ќоди, меј на врата стои. Али, ај лелево, раце држи, мори раки, јаво раце држи, раки, ај лелеј, во раки, ја море маги, јај во ракија, маги, ај анѓоќе, mi mađov samore mome, to će mi mađov sa mome, to anđona, še to mome mori убаво. Браво. Иста автентична Браво, таа е наша семејна песна, но свекор ми ја пее со вечерај кате. Вечерај, леле, ај стани да си одиме. Не можам да пеам, бидејќи не сум за песна малку, не сум добра, но ти веќе знаеш за која песна говорам. Таа е семена. Одиме со втората кора. Ете така. Добро. Реков јас малку ќе ти прават проблем бидејќи се две, но ти умешно се снаоѓаш. Имаме уште време за едната кора и да ги ставиме на печење. Така. Добро. Еве ти го тепцичето, а ти додека го правиш ова, јас ќе се обидам да направам салата, ми рече. Треба да одиме со мимоза салата, која што ќе ни биде великденска, така? Која се правела од јајцето што ќе останат од Великден? Од Великден, па и за време на Великден, не е никаков проблем. Добро. Еве, овде ќе си ги поставам на мирниците и танирчето. Овде ќе сега мало ни е одајчето. Добро. Сега е последната строка јас. Добро. Последната. Последната кора ќе ја поставува. Па можеме ова да ставиме на печење. Па потоа ќе ја доправиме и другото тесто. Ајде, повели. Ајде да ги поставиме на печење. Овие две кори. Повели. Во шпоретот на печење. Ете така. Поставуваме. Бидејќи имаш тесто уште за 2 пити, ќе те оставиме и по завршување, нели на камерите. Добро, можеш ти сето тоа да го правиш. Јас ќе започнам со нашата мимоза салата и ќе го бараме рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Баница со сирење, 1 килограм брашно,
400 грама сирење, 1 коцка квасец, 1 лажиче сол, прстофат шекер, малку масло за попраскување. За прилог додадовме великденска салата, 3 јајца, 1 марула, 5 до 6 масленки, малку сол и масло и балсамико по желба. Можете да си додадете и роквици и вие тоа што си сакате. Значи, таа беше желбата на Кристијан да ја направиме оваа салата великденска заедно со питата. Но бидејќи те измачивме да месиш дупло тесто, сега не знам дали имаме време да не си испече се комплетно. Можеме да ја покажеме да видиме? Ајде да видиме до каде дојдовме со печењето. Полека, земи и ракавичката, полека. Еве така, полека. Да. Не е допечена, но ние ќе ја вратиме, камерите може да доловат дека веќе почната да се пече. Да, врати ја на печење, Кристија. Добро. Ке ни остане уште малку време, но тоа не значи дека ние нема да испечеме и нема тука да се изеде, бидејќи ти направи уште две. Така си. Две кои што треба да бидат готови и за колегите да има што да ручат после пладнето. Ти благодарам за овој рецепт, сепак си треба време. Но ти умешно го направи, како што си млад, рачињата ти лизга на тестото, но и пењето. Ти посакувам многу успеси, ти благодарам што ми беше гостин. Ова е подарок, ваучер од 1500 денари од нашите пријатели од Мост, да си купиш нешто да те подсетува на ова наше другарување. Фала ви да сте ми здрави и живи. Честа беше моја што на ваков голем ден ме да ви од вашата направиме емисија. нешто убаво. Так. Ете така, ќе ја чекаме со мерак сега питата да се допече. Тоа беше нашата емисија, драги наши, се надевам дека ви бевме интересни и забавни. Запаметете го ова младо лице, нашиот млад Кристијан. Се надевам еден ден ќе биде врвен пеач, но и кореограф на многу ора, а традицијата која што тој ја прави со собирање на носиите и она што се вели македонски муабети, ќе ни остане за веки веков. Ве сакам многу и понатаму празнувајте и уживајте. Чао!